Впрочем, во делот на тие 7-годишно владење, европската интеграција некако стана синоним или инструмент на таа партиска клика да ги сокриват нивните лични интереси, но никако да испорачаат придобивки за граѓаните и македонското општество. Од друга страна, ние се уште се сеќаваме и ја чувствуваме вистинската придобивка кога, впрочем, ВМРО-ДПМН го менаџираше процесот на европска интеграција, а тоа е најголемата придобивка која што има македонските граѓани, визната либерализација. Визната либерализација беше темел на кој што се подпира суштински реформи, еден реформски процес кој што значеше дека требаше да го воспоставиме системот кој што ќе даде надоверливост до или ќе испрати порака до институциите дека сме подготвени да се справиме со било каква форма на организиран криминал и корупција, меѓутоа и дека ќе ги воспоставиме тој систем на кој што ќе можеме да обезбедиме навистина и на посериозна придобивка за македонските граѓани и македонското општество. И сега веќе кога ја имаме реформската агенда, затоа велам добро е да направиме таа една паралела. Кога имаме реформската агенда, ние конечно повторно ВМРО-ДПМН која го предводи овој процес на европска интеграција, можеме да говориме за вистински реформи во делот на самиот процес на евроинтегрирање.